Тоа е дека можеме да одржиме еден тридневен семинар на тема културата како туристички производ. Нешто ново и сосема специфично, нешто што може да биде применливо за жителите на Демиркапија, за да стекнат вештини и знаења што утре ќе може да ги искористат во своите бизниси или во другите активности во општината. Тоа е една нова тема, како културата може да биде дел од еден туристички производ, како се процесите и моделите, како настанува конверзијата од културни во економски вредности. На тој начин, едно подрачје кое што е рурално, како и Демиркапија, може да биде иницирано од развојни процеси, чија основа ќе биде културните активности. Било да се работи за некој музеј, за туристичка понуда или било која друга културна активност. Се разбира дека нашите предавања се интерактивни, што значи со учество на партиципиентите и со размена на искуства нивни, наши, и со работа на конкретни случаи кои што би биле од корист за нивната понатамошна професионална кариера. Денес започнавме со работа на тридневниот семинар на тема подготовка на традиционална храна и нудење на атрактивен начин. Тема која што е можна важна за развивање на руралниот туризам во општина како што е Демиркапија. Денеска, сега започнавме или го одржавме првото предавање во овој момент. Многу сум задоволна од приемот. Доста се заинтересирани кандидатите и сметам дека навистина запознавање на самите граѓани со тоа што носи традиционална храна и како исто да се понуди на автентичен начин, препознатлив начин, може да допринесе за развивање на различни идеи кои што понатака ќе се реализираат во идни проекти и нормално постепено развивање на руралниот туризам во Демиркапија. Денеска разговаравме за тоа што е таа конвенционална храна, која што е денешна храна, збогатена со многу адитиви, со многу конзерванти и оно што значи органско производство на храна, кој што е исклучително важно да се развива во едни вакви средини и така да се имплементира во руралниот туризам. Понатака, предавањата се однесува на самите стандарди кои што треба да се почитуваат при руралниот туризам и што значи тоа Еврокитес, што се тоа мали семејни домакинства и како тие би можеле да се остварат, односно да се реализираат во Демиркапија. Исто така, во натамошниот дел од предавањето ќе зборуваме многу за начинот на подготвување на традиционалната храна, на нејзината биолошка вредност, во исто време и заштитата на традиционалната храна, која што е исклучително важна во делот од брендирањето и препознатливоста на пазарот, понатака за имплементирање на HACCP стандардите во традиционалното рурално селско домакинство, понатака за сите начини на кои може да се понуди храната и прилоците, приборот со кој што треба да се послужи, начинот на кој што треба да се послужи така натака и накрај ќе завршиме со презентирање на некои специфични традиционални рецепти за овој крај, како храна и пијалоци, на кој што ќе завршиме ова трибина, нормално со меѓусебна комуникација